Аналитичарите со различни ставови и очекувања од заедничкото настапување на македонските и албанските кандидати за градоначалници на локалните избори. Дел од нив смета дека овој потек кој што за прв пат се применува во земјава е предизборен инженеринг. Други пак смета дека е позитивен чекор кој што би можел да придонесе поголема кохезија во општеството. Ќе видиме што ќе се случува сега, меѓутоа прв пат се оди отворено, јавно, што значи дека покрај позитивни ефекти ќе предизвика и негативни ефекти. Негативниот ефект е во тоа што можеби некои намерно, некои граѓани да не гласаат за овие коалиции, поради тоа што сметаат дека се определени на едната или на другата страна, а од друга страна знаеме дека партиите имаат моќ да ги убедат, поготово оние членови кои добиле нешто од партијата, да гласаат за таа партија затоа што зависат вработување, хонорари и други обврски имаат према партијата, меѓутоа сметам дека сепак во оваа комбинација многу повеќе би добило СДСМ отколку ДУИ и другите партии што одат во коалиција, затоа што СДСМ нема толку големо влијание врз македонскиот електорат, посебно како се работи за оваа работа, да ги убеди граѓаните да гласаат за албанските опции. И тука ќе има проблем, да речеме, од друга страна СДСМ може да има големо влијание, односно голем бенефит од тоа, затоа што албанците имаат поголемо влијание врз својот електорат и, да речеме, на ниво на град Скопје има голем број на луѓе кои би гласале, да речеме, за кандидатот на коалицијата на СДСМ, така што тука најверојатно може да го доведат во прашање, значи, изборниот процес, односно победата на подобриот кандидат, затоа што голем дел од тоа тело ќе гласа за спротивната страна. Сепак и едните и другите сметаат дека граѓаните се тие што ќе одлучат дали ќе бидат уважени локалните предпартиските интереси или пак обратно. Не треба да се очекува дека ако каже лидерот дека, да речеме, гласачите на ДУИ да гласат за кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз и обратно, тоа е завршена работа, затоа што сепак тие што гласат, односно граѓаните, сами си размислуваат и си имаат и нивен став во однос на гласањето, а и нивен локален интерес. Така што не може да се очекува дека во кош, што би се рекло народно, би оделе гласовите за едниот или за другиот кандидат од политичката партија. И трето, позитивно што има во ова е тоа што сепак поддршката на кандидатот од македонци за албанец или за македонец албанци кога гласат, веќе се создава еден амбиент политички и релаксиран во однос на меѓуетничките односи, а во исто време се враќа една ситуација кога граѓаните можат, значи, нивниот глас да го дадат и за кандидат кој не е од таа етничка припадност. Рамадани смета дека овој чекор понатаму може да придонесе за предизборни коалиции на ниво на парламентарни избори, како и да се развие меѓусебна доверба меѓу граѓаните за да гласаат за кандидати од друга етничка припадност.